Добар ви ден, господине. О, добар ден, телевизија, а? Да, телевизија, ќе ве има, се Кога? разбира, во сабота. Па може, ајде. Ајде, господине, вака. Цената на кондомите на глобалниот пазар може да порасне од 20 до 30% поради војната на Блискиот Исток. Имено најголемиот произведувач на кондоми е од Малезија и се соочува со нагло зголемување на цените на суровините. Абе, добро, сега ти со мене најде да правиш муабет за кондоми? А? Со Чиче најде? Зошто да нешто? Аби иди прашај таму твоја генерација кој користи, кој не користи покачување на кондоми. Нема тоа врска со мене, сине, види. Мене и од секс и од жени до овде ми ја дојдена. Живи мајка ти кажа. Мене сега други работи ме занимаат. Значи, мене ме интересира владата на Мицко. Тргна тоа е више, ама уште поише да им тргне. Мене ме занима гувернерот Трајко Славевски. Значи, ме занима стабилноста на денарот. Такви работи мене ме интересираат. И ракијичка од Савајле, да имам пари за ракија од Савајле пред доручек и за ракија навечер пред вечер. Толку е мојот. Ти секс кондоми. Нема тоа, младиче. Просечната нето плата во февруари изнесувала 46.159 денари. Дали го фаќате просек? Не го фаќам. Ти го фаќаш ли? Па не го фаќам нити јас просекот. А колегите твои го фаќаат? Па најголем дел од нив не го фаќаат просекот. Сега ти го сваќам јас прашањево за кондомите, па вие сте биле гротички новинарите, слаби плати, а? Значи, ако се покачи цената на кондомите, вие тоа ќе го почувствувате, ептен? Да. Добро, тоа е. Тоа е. Еден министер рече дека Македонија полека но сигурно се препознава како лидер на реформите во регионот. Така рекол? И сега види. Иде волкот и прво отвара врата, ја гледа бабата лежи и спие, ја изеде волкот бабата на црвен капа. И после тоа ги зема лиштата, си се облече и он си легна у незиниот кревет. Влегува црвен капа мислеше дека е таму баба и волкот ја изеде и црвен капа. Не ве разбирам, што сакате да кажете со? Па кога министерот може да кажува бајки и приказки, можам и јас. Значи у сабота, така? Во сабота. Фала од колку саат? Да, 18:30. Фала. Господине, веќе еден месец вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај не оди на владени седници. Информацијата дека Фетај не оди на работа ја откри министерот за здравство Азир Алију. Вице-премиерот не оди на работа, си зема плата. Да. Ја да не отидам 3 дена на работа, не плата, ќе земам само отказ. Ама вице-премиерот гајле си нема. Иначе знаеш дека ние сите сме еднакви пред законот, нели? Потрошувачката кошничка за април е зголемена речиси 1000 денари во однос на март. Ја пазарам со кеса, не користам кошничка, иначе кошничка користеше Снежана кој им купуеше доручек на 7-те џуџење и дај бе, немој ти мене сега со овие синдикални финтите, молам. Ама се е поскапено, господине, не се правете наивен. Се е поскапено, а? А што не кажеш дека бензинот поевтини денар и пол, а? Што не кажеш? Абе, чудна сорта сте вие новинарите, бе. Се на се гледате црно, бе, да му се не види. Сте запнале потрошувачката корпа, а имаме најефтин бензин у регионот, бе. Социјалдемократијата е жива идеја, беше кажано на одбележувањето 35 години СДСМ. Идејата е жива, ама делата се мртви и тука е муката. Само те молам, не ме прашај за партиите, досадни ми се ко смрт. По падот на Орбан, амбасадорите на земјите членки на Европската Унија одобрија заем од 90 милиарди евра за Украина. Да. И сега може да продолжи вооружувањето и убивањето. Абе, кутрите украинци останаа без територија. Градовите русиве им ги срушија. И сега на крај ќе треба и заем да враќаат, да не си им укожан украинците. Пратеник ќе може да биде лице кое има само македонско државјанство. Штета, значи од мене никогаш нема да биде пратеничка. Имате бугарско државјанство? Не, австриско има. Баш оваа недела премиерот Мицковски беше во Виена. Беше и јас бев на таа средба и човекот замоли тие што сакат да се вратат и јас се вратив. Леле, колку убаво! Ова е ексклузива, уредникот ќе ме награди со 10% сигурно. А што работите во Австрија? Имам стриптиз бар и ако сакаш може да те вработам како стриптизер и минимум бакшиш ќе имаш 100 евра секоја вечер. Минимум. Јас стриптизер. Се зезате вие со мене? Мислам, како ја да бидам стриптизер? Нормално дека те зезам, па те гледам наивен. Што да ти брам? Морам да те зезам.
Добро, Груби останува во куќен притвор, куќниот притвор е продолжен за нови 30 дена. Ама више, човекот се изнаседе дома. Он да знаеше дека ова го чека, никогаш немаше да се врати. Седи дома, не се доседу. Радев растури во Бугарија, ќе трнат ли преговорите со нас? Не. Во Бугарија политичарите си имаат договорено за Македонија и нема отстапки од тоа. Они имаат време, комотни си се, а и имаат право на вето. Они вето, а ние? Ние ќе чекаме Радев да се пензионира, да дојде друг премиер. Ај, чао! Ајде, чао.